Во Македонија се уште постојат стереотипи со кои што се влијае на перцепцијата на жената во поглед на пазарот на трудот. Родовата еднаквост представува неопходност која што е многу значајна во поглед на економскиот развој и општествениот напредок на земјите. Низа земји превземаат најразлични политики со цел да ги разрушат бариерите, односно сите оние нешта кои што влијаат на перцепцијата во рамки на образованието со цел да ги спречат негативните фактори во идниот кариерен развој. Што превземаме ние? Какви се проблемите и предизвиците со кои се соочува женското претприемништво? Денес разгледуваме глобално и локално во ова издание на Приказна. Останете со нас. Малцинскиот статус на жените во економијата е различен, во зависност од секторите, но и од работните задачи кои жените ги извршуваат. Жените поретко од мажите превземаат бизнис потфати, а уште помалку жени превземаат технолошки интензивни деловни потфати. Малцинскиот статус на жените е најизразен во областа на управувачките работи. Колку е повисоко нивото на управување, толку помалку има жени. Во управните одбори на 10 најпрофитабилни компании од земјава скоро и да нема жени. Најзабележително е присуството на жените во секторите банкарство и осигурување. Во Македонија во просек учеството на жените во раководењето на компаниите изнесува 19%, а во 44% од акционерските друштва нема жени во управни и во надзорни одбори. Во изминатите години може да кажеме дека постои некаков тренд на зголемување на учеството на жените во управувачките тела во компаниите. Меѓутоа, според последните статистики, учеството на жените се движи негде меѓу 5 и 7% во управувачките тела, додека на главните извршни позиции, односно како председателки на управи, се уште процентот е низок и се движи околу 2-3%. Рангот на наблюдувани земји според индексот на глобален родов јас и показателите на економската партиципација и пристапот до можностите го покажува значителното заостанување на Македонија во однос на некои земји од своето соседство. Во 2006 година Македонија по вредноста на тој показател 0,661 била на 38-то место од 115 земји, а во 2017 година е на 96-то место од 144 земји. Родовиот аспект на теа показателот говори за постоењето на значително поголем јас во претприемачките активности помеѓу мажите и жените во Македонија во однос на европските земји, 22 ЕУ земји плюс Норвешка и Швајцарија. Во Македонија во 2015 година имало 2,46 пати повеќе претприемачки активни мажи отколку жени, додека во дадената европска групација тој однос е поповолен, 1,87 пати повеќе претприемачки активни мажи отколку жени. Во 2017 година повторно во Македонија имало 2,51 повеќе активни мажи отколку жени. Во Македонија жените имаат малку пониска перцепција за приликите од мажите, 29 наспроти 32%, но повисоко ниво на страф од неуспех, 43 наспроти 36%, и ниско ниво на самодоверба во однос на сопствените компетиции за започнување на деловен потфат, 46 наспроти 64%, што укажува дека факторите или пречките од околината имаат поинакво влијание кај жените отколку кај мажите. Во структурата на вработени со оглед на родот постојат големи разлики зависно од дејноста, така да постојат машки дејности. Вакви разлики во голема мера се поврзани со образците во изборот на образование на машки и женски деца, кои во значителна мера се темелат на стереотипи за тоа што е женска, а што машка работа. Што ќе добиеме со развојот на женското претприемништво е многу важно. Ќе добиеме еден столб за развој на економијата со кој што ќе ја поддржиме микро и малата претприемничка активност во државата, а со тоа ќе го зајакнеме фамилиарното живење, ќе ги зајакнеме децата, детството ќе го направиме повесело на децата, а исто така ќе направиме една посилна спрега во фамилијата, каде што ќе нема економски бариери и каде што ќе нема економски проблеми во живењето во склоп на една фамилија. Од друга страна пак, со решавање и со економското зајакнување на жената, ќе добиеме родова еднаквост, која што е многу важна, и со која што жената застанува да биде еден активен чинител кој што
застанува и е сигурен на своето постоење и тогаш не подлежи на некакви други реперкусии како што се семејно насилство. Според анализите на Министерството за економија и на Централниот регистар за застапеност на жените во деловните субјекти, во 30% од компаниите од стопанството со над 50% основачки капитал основачи се жени, но само 10,5% од нив се и вработени во истите компании. Ова покажува дека станува збор за микропредпријатија, односно за семејни бизниси со одредени дејности како трговија, преработувачка индустрија, услужни дејности, социјала и здравство. Кога започнав јас пред 25 години, многу жени што се почнале многу порано, условите беа многу тешки, затоа што моравме да влеземе со сопствен почетен капитал и доколку не оствариме профит, да го изгубиме бизнисот. А сега е многу полесно, затоа што се доделуваат многу субвенции, грантови, потоа има многу здруженија кои помагат на жените како полесно да си го реализираат својот сон и посебно за жените кои што сакаат сега да станат предприемачи, доделуваат и неповратни средства каде што не влегуваат со никаков ризик и можат полесно да ги остварат своите идеи. Во 2018 година креирана и стратегијата за развој на женското предприемништво 2018-2022. Во октомври 2020 владата доделила решенија за исплата на субвенции на 11 компании основани и управувани од жени кои ги исполниле условите за јавниот повик за финансиска поддршка за женско предприемништво. Преку оваа мерка се субвенционираат предпријатијата во сопственост и управувани од жени преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци за набавка, опрема, уредување на простор, чување на деца, воведување на софтверски решенија. Во изминатите 9 години преку оваа мерка субвенционирани се вкупно 152 компании во сопственост и управувани од жени, со вкупно 14.198.105 денари, односно околу 230.000 евра. Денес е многу полесно да се биде жена предприемач во однос на тој период пред 2 или 2,5 децении, затоа што е истрасиран патот за амбиентот во кој што жените работат и творат и влегуваат со својот предприемачки дух. Меѓутоа, денеска има и многу други поддршки, едукативни, нашите институции ги пружаат, исто така и европските институции. Овозможени се и финансиски средства, што е веројатно и најголемиот товар за женското предприемништво. Овозможени се европски фондови, поволни кредити, така да денеска е многу полесно да се биде во женското предприемништво, меѓутоа сепак мал е процентот на жени предприемачи и мора да се работи на вакви проекти како што работи агенција Марели, како што вие од новинарската фела работите, особено во делот на руралната жена. Женското предприемништво во земјата се движи во границите од 23% до 29% во последните години, и тоа по 2013 година со тенденција на намалување, незначително зголемување во 2015 и 2016 година 24,9%. Најчесто жените предприемачи се присутни во микропредпријатијата. Резултатите потврдуваат дека индексот за вкупна предприемничка активност на жените во Македонија е најнизок, споредено со најголем број земји во регионот. Започнав пред 16,5 години скоро. Започнав како вонреден студент и буквално како хоби. Почнав да изработувам покани, бомбончиња, китенки, значи некои основни работи што се за свадбите. Како што поминуваше време, како што почнаа да доаѓаат невести, да им заработувам дел од работите што им се потребни, све поголема беше желбата за да напредувам нагоре. После 3-4 години се појави сајам на венчавки во Скопје. Бев најмладиот учесник на сајам. И можам да кажам дека така започна све. Значи, све повеќе и повеќе се вложува во работата, во истражување, во набавки, посета на сајми. Почнав да посетувам многу сајми надвор од државава. Пред се, посебно мене ми е важна поддршката. Ја имам најмногу од фамилијата, која почнав да работам од дечкото, сега мој сопруг. Постојано беа тука со мене.
Он буквално беше, значи, во секој голем настан, секоја декорација беше со мене. Татко ми, мајка ми, брат ми, сите. Значи околу мене, као дури на секој успех мој се радува, затоа што не беше нели нешто ново, нешто различно. Можам да кажам дека сум првенец во многу работи во однос на цвеќињата, свадбите, крштевките, родендените. Мислам дека моето мото е тоа што сака да работи, што има мотивација и желба дека ќе успее во све. Сме имале многу пречки, многу падови, значи како и секој бизнис, посебно со пандемијава. Последно што ни се случи, кога затворија све, кога работеваше све до 4 сат, кога викендите беа затворени, јунака ни беше страв како понатака ќе продолжиме, затоа што дел од свадбите, крштевките, родендените, значи оваа година нема ништо, седено на нула. Ние се вложивме максимално во нашиот бутик. Значи со достава, деливери до дома, солзи, радосници, гушкање и бацување, онака виртуелни поздрави имаше многу, што се повеќе и повеќе ни даваше мотивација да продолжиме понатака цела пандемија да ја истераме. Ни сите овие 16 години, пак ќе кажам, имало многу препреки, али ако се сака, мислам дека се успева све. Само храбро и само напред. Ќе успеете во вашата желба. Трансформација. Новинарката Ида Протугер Велковиќ, дипломиран психолог, стана системски и семеен тренер во Австрија. Нејзината приказна одвиена во ова издание на Приказна. Дали еве вие како жена сте имале некое лично искуство кое говори во прилог на ова? Дали сте имале прилика да бидете дискриминирана или пак, например, кога требало да одберете некоја работа, одбрале маж? Добро, мојот случај е малку специфичен затоа што во мојот случај Македонија представува пионер не само во Европа, туку и во светот. Воопшто, колку што знаеме, од прилика 3 жени има само во Европа кои што се носители на национална комора, а во светот тоа се само 14. И ако ги погледнеме така бројките, можеме да кажеме дека Македонија многу добро стои на тоа поле, меѓутоа за жал, како што знаете и сами, како што покажуваат бројките, во корпоративниот свет, за разлика од она што го имаме во јавната и во државната администрација, многу малку жени се затапени на повисоки корпоративни позиции. Од моето лично искуство не можам да кажам дека тоа така, дали сум имала можеби среќа или пак можеби не сум се нашла во таква позиција, можеби ставот интегритетот и она кој што го носам како личност имало влијание. Меѓутоа тоа не значи дека голем број на жени низ Македонија не се соочуваат со такви проблеми. Дали во комуникација со жените имате некакви информации што најчесто представува проблем со кој што се соочуваат во остварувањето на женското претприемништво, што е нешто што најмногу ги кочи? Добро, женското претприемништво воопшто како претприемништвото е отпочнување на нешто за да направиш бенефит не само за себе си, за своето семејство, туку и за пошироко во економијата, на националната економија. Значи ова се луѓе кои што имаат добри идеи, кои што имале храброст, кои што имале, да кажеме, волја да отпочнат нешто самите и да не бидат терет, да кажеме, на буџетот на државата, како што е сега гледаме во последно време, најголема желба на младите е да се остварат, да се реализираат во јавната администрација. Овие се луѓе кои што имале храброст, кои што имале волја, кои што направиле бизнис план, кои што направиле финансиска конструкција, кои што се обидуваат нешто сами да направат на пазарот, што е исклучително тешко. И можам да кажам дека во женското претприемништво па дополнително тешко, имајќи го во предвид полот. Додека во оној дел на корпоративниот дел, кој што го напоменавте во почетокот, е навистина многу поизразено, затоа што таму пак не зависи дали вие самиот сакате нешто да отпочнете или не, туку зависи од еден тим, дали ќе ви дозволи да стигнете на позицијата која што ја заслужувате. Да, тоа е и токму еден од проблемите. Например, во сите истражувања кои што ги разгледувавме, во 10 најпрофитабилни компании, во управните одбори, скоро и да нема жени. Тежок проблем, не е тоа тука само во Македонија така, меѓутоа за жал, за разлика од останатите држави низ Европа, меѓутоа и низ светот, каде што самите компании се обидуваат да покажат и да докажат дека се за практично диверсити, за некоја различност во ведување во нивниот систем на работење и успеале да ја видат вредноста на жената како носител на иновации, како носител на нови идеи, како носител на поинаков поглед на светот и некаков поинаков сензибилитет во работењето. Кај нас во Македонија тоа не е случај, за жал.
затоа што корпоративниот свет се смета за исклучиво нешто кое што треба да го носи мажот. Верувам дека проблемот со кој што се соочуваме ние тука е повеќе од аспект на тоа дека немаме меритократија во државата. Немаме меритократија во ниту едно ниво во државата, отпочнувајќи од јавните функции, па понатаму тоа се пренесува нели нормално и низ приватниот сектор. И да, вистина е тоа и не само што го имаме тоа низ лични примери, туку и низ комуникација со жените со кои што комуницираме е дека доколку се има таква можност да се дозволи да се напредува во кариерата, тоа првенствено му припаѓа како можност на мажот. Значи жените не само што не се еднакви, немаат еднакви можности, туку немаат еднакви можности и за напредување, меѓутоа и за надградување во сопствената кариера и образование. Кога веќе го спомнавме образованието, многу земји почнуваат од најмали ноза да го поттикнуваат во иднина женското предприемништво преку низа на образовни програми. Од оне што истражував, например, Австрија има интересно искуство, има ден на девојките и мини, едниот наменет за возраст од 10 до 16 години, другиот за девојчиња во градинки, со кои на некој начин се трасира патот во иднина на девојките, на некој начин за да им помогне да биде одскочна даска. Како е кај нас? Знаеме дека образовниот систем се уште има стереотипи кои што се присутни, во кои што често жената е представена како домакинка, што пак влијае на перцепцијата подоцна како да бидеме прифатени поинакви освен како домакинки. Добро, знаете како кај младите свесноста се гради уште од основното образование. И верувам дека не е само образованието на кој што има удел, туку има и удел и домашното воспитување, начинот на кој што децата гледаат како се живее кај нив, на кој начин се однесуваат меѓу себе во семејството родителите и нормално и дека најголем дел од своето време го поминуваат додека се во основно и во средно училиште, па и во училиштето и има дел влијание од тоа како ќе тие се перцепираат себе си од една страна, значи најпрвен девојчињата треба да бидат свесни дека има нешто повеќе, постои нешто повеќе за нив во животот понатаму, меѓутоа важна е перцепцијата како воопште и меѓусебните односи се на девојчињата и момчињата за нивниот иден развој. Верувам дека треба да се повнимава, да се посвети нужно внимание, толку не од книгите, туку повеќе можеби и од педагозите и од психолозите во училиштата да ги поттикнат, да им покажат дека во различностите и иднината, меѓутоа и во прифаќање на еден и на друг без разлика на полот кој што тие го носат. Споменавте еднакви можности во поглед на да им се помогне за семејството. Во развиените земји често се среќаваме со примери како за родителството татковците се барабар со жените, односно се на еднакво ниво. Кај нас, ако се бара татко да оди на отсуство за сметка на мајката, често пати е со предрасуди прифатено и што се прави во тој поглед да се смени тоа како перцепција на јавноста, бидејќи е значено ако жената е успешна во некој сегмент, убаво е партнерот да ја поддржува, а за да ја поддржува ќе треба да има еднаква можност во поглед на родителството. Да не биде ми помогне, туку да биде родителството е партнерство. Па добро, јас мислам дека во западните земји тоа е повеќе прашање на економски параметри. Значи, тие се водат најчесто од тоа кој е оној кој што е поголем доприносител во семејството. И се водат од економската логика, практично што помалку би наштетило на семејството, кој од двајцата родители да остане дома и да се грижи за детето, а од аспект на тоа доколку жената е онаа која што е носител практично на поголеми средства во домашниот буџет, тогаш се одлучуваат нели нормално тоа да биде жената. Не е стигматизирано од аспект на тоа дека тие го гледаат практичниот аспект на работите, додека во Македонија повеќе се гледа традиционалниот аспект на работите. Тука тоа е свесноста на која што треба ние самите да влијаеме, да се разговара на темата, да се знае дека се случува некаде во светот, меѓутоа традиционалното не може да се искорени до оној момент додека не дојдеме, не дека е лошо, меѓутоа до оној момент додека не дојдеме до навистина силно економско јактење на жената, таа не може да седи дома доколку сопругот е оној кој што допринесува повеќе во домашниот буџет. Не може, меѓутоа не посакувано е затоа што тоа практично би им наштетило на семејната кушничка и буџет. Тие се практични работи кои што верувам дека треба да се посветиме, меѓутоа најважно од се е дека сите тие нешта самите ќе си дојдат на свое место во оној момент кога жената ќе биде доволно силна, таа да допринесува подеднакво или можеби и повеќе од мажот.
Иако во сите светски документи се зборува за избалансираност, односно еднаквост помеѓу правата на мажите и жените, сепак ова на терен праксата покажува дека не е баш така. Како е глобално и локално, дознаваме во истражувањето кое што ви го подготвивме. Останете со нас. И глобално и локално жените се мнозинство од населението во светот, но не се доволно застапени во пристапот до можностите од преземање на бизнис потфат до управување, од вработување до политички ангажман. Еднаквоста меѓу жените и мажите е фундаментална вредност на Европската Унија, гарантирана со нејзините спогодби и повелбата за основните права во Европската Унија. Родовата еднаквост представува необходност за економскиот раст и општествен напредок на земјите. Женското предприемништво представува огромен неискористен извор на иновација, креатор на нови работни места и економски растеж. И јавниот и приватниот сектор низ светот се повеќе му даваат заслуга на женското предприемништво како една од водечките движечки сили, особено во време на финансиска криза. Појавата на жени предприемачи во развиениот свет тесно е поврзана со демократизацијата на општеството, поточно со еднаквите можности за мажите и жените, пред се мислејќи на образованието, но и во науката и политиката. Во Канада и Германија постојат повеќе од 1 милион жени предприемачи. Во Шведска тој број се движи помеѓу 28% од новите бизниси. Во Јужна Кореја, жените се сопственички и раководат со фирма во 36% од фирмите. Во Англија, 26% од вкупниот број предприемачи се жени, а 28% во Соединетите Американски држави. Иако во населението на Европската Унија има повеќе жени отколку мажи, 52% наспроти 48%, жените сочинуваат само 1/3 од самовработените во Европската Унија, односно 34,4% и 30% од стартап предприемачите. Многу земји во Европската Унија развиваат политики во насока на рушење на родовите стереотипи во изборот на образование. Австрија има годишен ден, Ден на девојките, од 2001 година. Со овој настан, девојчињата на возраст од 10 до 16 години се охрабруваат да истражуваат нови идеи за кариера со фокус на технологија. Паралелно со него постои и Ден на девојките, Мини, од 2015 година, со кој им се дава можност на девојчињата на возраст помеѓу 4 и 6 години да експериментираат и да дознаат повеќе за техничките и научните феномени на почетокот на нивното образование. Искуствата во градинката, покажале податоците од овој настан, можат значително да влијаат на детското понатамошно образование и избор на кариера. Германија, иако има жена на позицијата канцелар, сепак според уделот на жените во управите на компаниите заостанува многу. Германија е единствена земја во споредба со другите во која ниту една од главните компании од берзата нема женски извршен директор. Токму поради овој факт, Германија направи историски чекор со носење на одлука која подразбира дека во управен одбор со повеќе од 3 членови, 30% треба да бидат жени. Во насока на поддршката на женското предприемништво, Европската комисија ја основала мрежата на европски амбасадори на жени предприемачи во 2009 година, а во 2011 е основана Европската мрежа на ментори на жените предприемачи со задача да вршат промоција, поддршка и охрабрување на женското предприемништво. Жените амбасадори имаат задача да промовираат успешни деловни жени, како успешни примери за охрабрување на жените да сметаат дека предприемаштвото е реална опција за создавање на кариера и обезбедување на екзистенција. Менторите пак ги советуваат потенцијалните предприемачи со практични совети за нивното работење, почнувајќи од финансиски извори до обуки и образование. Се запознаваме денот кога тој требаше да се замине од тука. И замина тогаш, меѓутоа се врати и после продолживме да се дружиме. Имаше некој проблем што ние се погодивме случајно со колегата кај нас, он дојде за некоја друга работа. Имавме тогаш агенција за недвижности и се погоди да имаше некој проблем на кој што ние се најдовме да му помогнеме и така после тоа почна дружбата. Значи некои работи си се местат во животот без ние да ги форсираме, нели?
Вака пред 28 години започнува приказната на Валентина и Хенрик Петерсен. Вале од Скопје, Хенрик од Копенхаген, дојден во Македонија поради привремена работа. Но како велат, животот и неговите приказни не се случуваат додека да трепнеме. Планиравме ние, кога ќе почнат децата да одат на училиште, да одиме во Данска. Ама некои работи, пак ќе кажам, не излегуваат исто. Домашниот тесап, пазарскиот не е ист. Значи, се редат работите и ние остануваме овде. И не само што остануваме, туку и решаваме дека тука ќе си живееме и не одиме нигде. Првите години живеат во центарот на Скопје. Вале го убедува да си одат од тука, а Хенрик спротивното, да останат, но и да се преселат надвор од градот. Со прашањето како ќе успеат надвор од градот, имајќи предвид дека луѓе што никогаш не живееле на село, не знаат какви се условите таму, решаваат да започнат сосема нов живот во Скопско Моране. Решивме да дојдеме овде без разлика дека нема пат до дома, дека нема асфалт. Се уште немаше вода спроведено ние кога дојдовме овде. После спроведувавме вода ние самите. По професија социолог, а поголем дел од работниот век го има поминато во чување дечиња. Вели дека и таа работа ја прави со цело срце и душа. Ние имаме 2 деца, кои сега се возрастни луѓе. Син и ќерка. Додека тие се школуваа и додека живееа со нас, секој приход беше добре дојден. Затоа што имаше приоритети, нели, за да децата се школуваат, за да имаат услови за нормален живот. Сите тие трошоци во меѓувреме од како тие стануваат своји луѓе, ги немаме. И затоа се посветувам на една друга работа. Со Хенрик заедно правиме живеалиште за кокошки. Јас не можам да кажам дека е кокошарник, туку се кафези големи како зоолошка градина. И штала во која што се уште не чуваме ништо, со надеж дека скоро ќе почнеме да чуваме нешто. Без никакво искуство, влегуваат во нов предизвик, кој секогаш ќе ги промени нивните животи. Највеќе учиме од грешките. Нас не ни е прва година да чуваме кокошки и да не ни се успешни и да ги замениме со други и од инкубатор да не ми излезат пилиња ни едно. Сето тоа е во склоп на учењето и на напредокот. Чуваме живина, исклучиво живина, затоа што мислам дека повеќе работи наеднаш кога би се внесле, би создале некој хаос на кој што јас не би можела да го пратам. Значи, воведуваме едно по едно нешто, за да го соживееме и ние, за да може да одиме понапред, нели, да не пример, да кажам, не земав јас 200 кокошки наеднаш да чувам, зашто знам дека не можам да ги исчувам 200 наеднаш. Меѓутоа 20 можам. Од тие 20 после биднуваат 30, па 50, па 100 и нешто. Нивните планови се големи. Јас сакам нашата фарма да ја направам да биде на едно повисоко ниво од сега, да може моите производи домашни да ги пласирам на пазарот како со поддршка на државата. Значи, сигурно постои начин, бидејќи јас сега тоа го почнав скоро, сакав да испитам првин пазар како ќе биде, дали се исплати, дали не се исплати, кој е фидбекот од сето тоа што го правам. И заклучивме со една неколку месечна анализа дека е убаво да се работи сам за себе и во најскоро време планирам да бидам регистрирана како домашен производител. Сега се уште не знам каков е начинот тоа да се направи, бидејќи уште тој дел административниот не сме го почнале, меѓутоа сигурно има решение и за тоа и сигурно би имала некоја поддршка од државата за да можам да го развијам на едно друго ниво. Со ваков оптимизам нема што не може. Си заминуваме од кај ова семејство полни со убави мисли, со желби за што поскоро видување, бидејќи на оваа земја и требаат луѓе кои успеваат само поради позитивната мисла и искреноста. А кој ќе рече дека ова не е потребно за бизнис, се лаже. За крај,
Приказната ја завршуваме вака. Кога се има поддршката од најблиските, дури и да не се успее во нешто, не е крај на свет. Медиумите играат многу одговорна улога во поглед на влијанието со кое што ја обликуваат перцепцијата на јавноста. Токму и затоа многу е важно како жената е представена низ медиумите. Кои се предизвиците со кои се соочуваме и како тие влијаат во поглед на перцепцијата на јавноста од аспект на женското прашање, ви откриваме денес во блокот кој што следи во Приказна. Жените низ историјата биле перципирани како послаб пол и страдале во општествата под доминација на мажи, најчесто без никакви права и слободи. Последиците за жал се видливи и денес во секојдневието. Медиумите пренесуваат информации во емисии и реклами во кои жената ја представуваат како домакинка, секс символ или политичарка или менаџерка, чија деколте или изглед секогаш е главна тема. Многу често во медиумите, кога се објаснува професионално ликот на жената, тоа се прави преку призмата на физичката допадливост. Па така често се среќаваме со тоа како била облечена, каква фризура имала или дали била нашминкана, не баре тоа е клучно за успешноста на професионален план. Типични примери се најсекси или најубава пратеничка. По породувањето актерката се уште не си ја повратила линијата. Шик изглед на професорката. Пејачката ја запали публиката со својот изглед. Познатата манекенка се покажа како домакинка. За жал, ова е погрешно и влијае на стереотипи наместо да креира простор за еднаква родова застапеност. Жените често преку медиумите се опишани со карактеристики како што се убава, среќна, добра, срдечна, сладка и слично, односно со црти кои уште повеќе го зајакнуваат стереотипот дека жените треба да бидат добри и позитивни. Овој начин на комуникација преку медиумите како родово несензитивен јазик треба да се избегнува. Жените треба да бидат прикажани и застапени со достоинство. Поединците во медиумското представување не треба да бидат изложени на подсмев или стигма, или пак да добијат било какво помало значење поради полот, сексуалната ориентација и физичките атрибути. Препораки: јазикот на медиумите треба да биде родово неутрален. Мажите и жените се личности, нивниот приватен изглед не треба да биде пресуден во поглед на нивното кариерно доживување. Секој поединец треба да се представува преку квалитетите, вештините и знаењето кое го поседува. Мажите и жените во општеството се еднакви. Родовото подвојување на професиите во медиумското портретирање треба да се надмине. Професиите зависат од стручност, а не од родот на личноста. Мажот не помага дома, тој е партнер во заедницата со еднакви права и обврски. Двеполгодишниот тренинг овде, освен што ми даде стручно знаење да го работам ова што сум сега, тренер за личен развој, тренер за системски фамилиарен и системски бизнес развој, ми даде нешто многу повеќе, а тоа е поинаков начин на гледање на нештата и светот. Ги разбирам сите оние кои не сакаат да ја напуштат комфорт зоната, бидејќи сигурноста е една од базичните човекови потреби. На пирамидата на потребите на американскиот психолог Абрахам Маслов, сигурноста е во основата, а потребата за самореализација е на врвот. И за некој да ја пренабрегне потребата за сигурност и да тргне во остварување на потребата за самореализација, потребна е силна мотивација. Целта е силен мотивацијски фактор. Во мојот случај, целта беше да станам ова што сум сега, за да можам тука да се реализирам и да остварам некоја своја приказна во овој контекст. Меѓутоа, освен целта, потребни се ресурси и тука луѓето мислат дека ресурсите се само некој стручно знаење, да речеме, за нешто да го постигнат. Ресурсите се многу повеќе од тоа. Ресурсите се сето знаење и искуство собрано во еден човек во смисла на таленти, академско знаење или искуство, начин на размислување, карактеристики. Сето она што го носите во себе. И тоа може да се стави во разни контексти и во многу прилики да го искористите. Меѓутоа, луѓето често пати не се свесни за тоа. Тренер на еден од семинарите ми беше интересно она што го кажа е дека не праша колку години имаме во просторијава и ако ги собереме и имаме заедничка цел, можеме тие 500-600 години на животно искуство и на знаење да ги споиме
И преку таа синергија да дојдеме побрзо до целта која сме си ја поставиле. Да речеме во контекстот на Македонија, тоа е 2 милиона македонци колку што живеат таму. Ако го спојат знаењето, талентите и сето она што го поседуваат за одредена цел, да речеме за поквалитетен живот, тогаш многу ќе бидеме сите поблиску до тоа. Во мојот случај ресурсите беа да ги мобилизирам тоа што сум научила комуникација од новинарската професија, аналитичен начин на размислување, да речеме. Психологија што претходно студирав. Така да сите тие работи што ние ги носиме како ресурси можеме да ги реорганизираме за да бидеме поблиску до целта. И третата работа што е многу важна, тоа е фокусот. Дали ќе се фокусираме, ќе се насочиме кон дефицитите, она што го немаме, или кон ресурсите, она што го имаме. Да речеме, многу пати слушам и од клиенти, па јас сум била во таква ситуација и сите ние, кога ќе речеме немам ова, немам она, немам пари, немам време, енергија, а не сме насочени кон тоа што го имаме. Животот е немилосрден кон сите и секој е роден во одреден контекст и секој живее во одреден контекст и никој не ги има идеалните услови за нешто. Меѓутоа, важното прашање е тука да се прашаме што можам јас во овие услови и во овој контекст да направам за себе и што имам за тоа да го остварам ако имам одредена цел. Така што фокусот кон тоа што го имаме, наместо тоа кон тоа што го немаме, ќе не донесе исто така многу поблиску до целта. Британската биохемичарка Дороти Ходжкин разви кристалографски техники за истражување на структурите на биомолекулите и освои Нобелова награда за хемија во 1964 година, а со тоа стана и третата жена која освоила вакво признание. 5 години по добивањето на наградата, Ходжкин беше првиот научник која дешифрираше структурата на инсулинот. Мари Склодовска-Кюри не го смени светот еднаш, туку 2 пати. Таа е основоположник на новата наука за радиоактивност, дури изборот е измислен од неа, а незините откритија придонеле за изнаоѓање ефикасни лекови за рак. Таа е првата жена што доби Нобелова награда, прва професорка на Универзитетот во Париз и првиот човек кој ја добил Нобеловата награда повтор пат. Мија Хам постигнала повеќе интернационални погодоци од кој било друг фудбалер и инспирира генерација адолесцентни девојки да се влюбат во спортот. Африканската земја Лесото има 95% писмени жени. Само 67 земји имаат правна регулатива против родова дискриминација во пракса. Во 18 земји во светот, мажите може да ја оневозможат своите сопруги да работат. Жените изговараат 20.000 зборови дневно, тоа е 13.000 повеќе од просекот кај мажите. И денес поделивме убави податоци, убави приказни со кои што веруваме повторно ќе пренесеме убаво знаење кое што ќе може да се искористи во иднина. Ви закажувам следна средба следната недела кога повторно ќе третираме уште една интересна тема во приказна. Бидете со нас и тогаш. Довидување.